почитувани представници на пишаните електронските медиуми, пред неколку дена Социјалдемократскиот сојуз објави дека во наредниот период ќе се посвети на разоткривање на митот и наводната честност, работливост и скромност на ВМРО-ДПМНЕ и на незините функционери. Денес уште еднаш ќе покажеме дека тврдењето на ВМРО-ДПМНЕ дека е честна партија, блиска до народот, не е ништо друго, туку мит, кој пропагандатна машинерија на партијата на власт го гради и го сервира на македонската јавност во изминативе 4 години. Податоците кои денес ќе ги презентираме не се наша измислица, тоа се податоци добиени од антикорупцијската комисија и јавно објавени на веб страната. Еве што говорат фактите. Владимир Пешевски, вице-премиер за економија, поседува имот од 1.135.000 евра. Веле Самак, министер без ресор, има имот во вредност од 1.025.000 евра. Сашо Мијалков, директор на Управата за безбедност и контраразузнавање, пријавил имот во вредност од 1.150.000 евра. Виктор Мизо, директорот на Агенцијата за странски инвестиции, поседува имот во вредност од 1.660.000 евра. Мојот колега Петра Латиновски, градоначелник на општина Бутел, поседува имот вреден 2.660.000 евра. Радко Димитровски, градоначелник на општина Кочани, пријавил имот во вредност од 3.535.000 евра. Мојот колега Арсенчо Алексовски, градоначелник на Крива Паланка, пријавил имот веројатно поголем од сите граѓани на општина Крива Паланка, 5.430.000 евра. Листата на нафатирани ВМРО-вски функционери е далеко од исцрпена со овие неколку примери и безобразлукот не завршува тука. И покрај официјално пријавениот имот од повеќе од половина милион евра, министерот Миле Јанакиевски, министер за транспорт и врски, живее во зграда со социјални станови изградени и наменети за млади брачни парови. Имајќи го предвид фактот дека Јанакиевски во истојот стан живеел и пред да стапи во брак, има обврска да ја објасни на македонската јавност по кој основ го добил овој стан. Или по кој основ станот во истата зграда го добила неговата колешка Гордана Јанкуловска, која, да подсетиме, се уште не е во брачен статус. Деталниот увид на анкетните листови на функционерите на ВМРО-ДПМНЕ на површина извади уште еден симптоматичен елемент. Имотот кој на високите државни функционери од оваа партија го поседуваат во странство. Таму работите стојат вака. Зоран Ставрески, стан во Чеви Чејс, предпоставуваме во близина на Вашингтон. Антонио Милошевски, стан во Ахен, Германија. Иво Ивановски, стан во Блеклик, Соединените американски држави. Сашо Мијалков, стан во Европската унија, веројатно мисли на Чешка. Љупчо Тодоровски, радникот, стан во Црна Гора. Виктор Мизо, стан во Њујорк. Зоран Јоленски, амбасадор, наш амбасадор во Соединените американски држави, поседува куќа на Флорида. Игор Илиевски, амбасадор во Чешка, поседува стан во Полска. Христијан Делев, инаку машата на Груевски и на ВМРО-ДПМНЕ, во случајот сведнил куќа во Њу Орлеанс. Господа милионери од власта, ова ли значи дека сте блиски до народот? Или само дома покажувате лажна скромност? Што ќе ви е резервна татковина? Ако навистина толку многу ја сакате нашата и ваша мила Македонија, свестете се, глумењето честност, транспарентност и отчетност веќе кај граѓаните на Република Македонија не поминува. ВМРО-ДПМНЕ нема право никого да обвинува за богатење на сметка на граѓаните, за транзиционите олигарси, криминалот и корупцијата. Ве прашуваме, како ли сега вие ќе му гледате на народот во очите? Благодарам.